Харфата е жичан музички инструмент кој се состои од резонантна рамка и низа вертикални жици, затегнати меѓу горниот и долниот дел. Звукот на харфата се произведува со влечење на жиците со прсти или трзалка. Потеклото на харфата датира од античките цивилизации, како што се Египет, Месопотамија и Асирија околу 3000 година пред нашата ера. Во средниот век харфата се здобива со популарност и се шири низ Европа, особено благодарејќи на келтската култура, трубадурите и жонглерите. Низ вековите харфата еволуирала, па така во Ренесансата биле развиени модели со повеќе жици, а во барокот се појавила и дворедната харфа. Современата харфа со педали, со механизам кој овозможува промена на штимањето на жиците за да се свири во различни тоналитети, станала популарна во 19 век и се интегрирала во класичниот оркестар. Музичарот што свири харфа е познат како харфист, а една извонредна македонска харфистка е вечерва со нас, Весна Станоевска-Микич. Весна, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов. Знаеш како единствен податок за тебе е дека си дипломирала во 2004 година, толку најдов биографски податоци на Факултетот за музичка уметност во Скопје на одсекот харфа во класата на професорката од Русија Лејла Урманова и подоцна магистрираше кај професор Весела Желева на Државната музичка академија Панчо Владигеров од Софија. Ајде вака, да почнеме прво со факултетот. Кажи ми за тоа искуство и како напредуваше тој твој пат во животот со харфата. Значи, најпрво ја, кога бев во нижо музичко, свирев клавир и не знаев дека постои одсек харфа воопшто. И кога дојде запишување во средното музичко училиште, буквално лутав, не знаев, знаев дека не сакам да идам на инструментален одсек клавир. Пеев по детски фестивали, на многу фестивали пеев и моите решија да ме запишат на теоретскиот дел, каде што ќе има и соло пеење и пијано. И така ја почна во прва година, некаде второ полугодие од првата година, излегов последна од часот, последен час, втора смена, 6 час. И чу харфа негде. Да. Слушам некои прекрасни звуци. Значи, буквално цела школа го обзема тој звук. И почнав да се движам од кај што доаѓа звукот. Не знаев од која училница доаѓа, затоа што ги има многу. И стигнав, чукнав на врата и ја видов мојата професорка, нели идна професорка. Вика, влези слободно ако сакаш да слушаш. И ја викам секако. Јас останав може саат и пол на часот. Буквално бев воодушевен. Да. Ма гипсува, звукот е невиден. Еве така имам пишано, харфата е еден од најстарите и најфасцинантни инструменти во историјата на музиката и нејзиниот небесен звук, затоа што има нели тој посебен таков звук, импозантната појава како изглед направиле културен символ да биде културен символ во различни делови на светот и се смета дека потекнува од звукот на оној праисториски лак кога се отпушта и вибрациите на жицата, нели, од таму дошле до идејата да се направи харфа. Кажи ми, каде си родена, тука, во Скопје? Во Скопје, да. Да, и како помина детството и еве ми кажа зошто харфа, ама зошто музика, зошто музичко училиште? Цел живот. Значи, буквално од 5 години сум запишана во Нижо, припремна година во Нижото музичко, затоа што моите носејќи сестра ми на аудиција за Златно славече, ме носели мене, но не мене да ме тестираат, туку нејзе, нели, да видат дали е музикална.
Јас сум била некоја мало девојче на страна, така 4 годинки сум имала. И рекле, добро, девојчево, па не ја донесовме неа, нели, на аудиција, ај веќе кога е тука, нели, да ја слушнеме. Почнала професор наставничката по музичка, не знам кој бил таму, да свири, јас, значи, едноставно со леснотија сум ја следала. И рекле, за 2 години вратете го детево. Тука ќе учи. Да, и од тогаш на 5 години ме запишуваат на припремна во музичко. Почнувам со златно славече после. И после ме определуваат на виолина, но јас сакам пијано. Па правам една пауза, па се посветувам на пеење по детски фестивали. Бев тогаш, нели, Југославија постоеше, бевме со Симон Трпчевски, ја представувавме Македонија во рамки, нели, на Југославија, во Подгорица, тогаш Титоград. Титоград беше, да. Да, пеев 2 пати на Златно славече, Сидо, тогаш беше фестивалот во Битола, на Дореми, дајте музиката, старото дајте музика. Значи се имаш поминато што може да И се... тука, кога влегов во македонската телевизија, секогаш ми спомени. буди спомени, многу убави спомени, затоа што стварно секој ден доаѓав тука на снимање. Да, јас прв пат снимав во ова студио на 10-11 години во Шарам-Барам. Шарам-барам. Е така. И тоа. Сам си дојдов и реков Да. јас сакам да учествувам. И потоа на некој избор за модел на годината беше, па имавме тука писта и така беше забавно. Така што секогаш телевизијата, секогаш. Иако прв мој настап е во старата телевизија, уште во Нерези, во црно-бела Таму не сум техника. била. Да, И пред да се потоа во отвори. четврто деление продолжувам на пијано и така завршувам Ниш. Најслична ви е со гитарата, нели? Е, Како Да, со трзање, со нели, трзањето, да. Но многу слично е со пијаното, Пијаното. кога читате ноти, значи горното петолиние во виолински клуч, а долното петолиние во бас клуч. И многу лесно иде таа трансформација, значи од пијано на харфа. Па да, се смета дека само пијаното е појак звукот, ово е послаб Да. и дека има само повеќе жици имате вие, кај вас има 7 или така, има повеќе. 47 жици има. Така. Класичната педал харфа. Така, и тоа понатака го имаме, еве го и запишано 47 и 7 педали. Современата харфа нели има триаголна форма, која ќе погледнеш од напред, јас пред некој ден ќе ти раскажам за Охридско лето, ми викам пова не е харфа, потоа сватив. Има резонантна кутија за зајакнување на звукот, како ја викате, колона или столб? Столбот, каде што се нели цврстината, за да се даде цврстина на инструментот, и опашката каде што се жиците. Читав дека се направени или од животински црева, најлон, метал, нели? Да. Најдебелите се од алпака, да речеме, или од бакар, следните се од овчи црева и Да. најтенките... Најдобри се од австралиски овци. Да? Да, од нивните црева. Тој средишниот дел е најдобро звучи, најмеко харфата, но тие се малку поскапи. И ние практикуваме исто и најлон жиците се исто многу квалитетни и добри, така да ние тие ги користиме. А во горниот регистар најдобро е најлон да се користат жици. Тие така највисоките. Да, најдоле се метални. Метални. Да. И кажи ми, ти користиш метални и најлонски Да. на твојата харфа. А харфата каква е? Од каде ти е? Мојата харфа? Да. Мојата харфа е од Италија, од Salvi брендот. За мене најдобар бренд. И има уште брендови, значи има во Франција Камак, има во Америка Lion & Heli, и тие се многу добри, но многу е далеко, нели, од Америка да нарачувам. И мојата не е мала, но акустичната кутија, резонантната кутија е малку потесна, затоа што цената беше многу помала наместо да купам со голема резонантна кутија. Така да мојата е таа серија Дафне, така се вика. Дафне. Сега за Охридско лето гостуваше Деметре, ама името му беше, ќе го најдам потоа, имаше концерт за кастанјети и харфа
И навистина беше во Света Софија исто беше концертот како што си била и ти пред нели некои години и звучи навистина волшебно. И такво е, те пренесува ethereal нели целата. Кажи ми како е да се свири харфа, затоа што некако јас ја гледам виолината е навалена на нели овој дел на рамото, ама некако со харфата вие сте како споени, како едно, како да сте дел од неа. Да. Харфата не се навалува целосно на десното рамо. Само иде навака, не иде на коса. Само ја поддржуваш, не знам, а најголемата тежина иде меѓу двете нозе. Значи со колената од страна вака ја држиш, затоа што долу има и педали. Значи тоа го балансираш, се снаѓаш. Не воопшто, вака изгледа како лесно, уствари има 7 педали, има... Да, има 7 педали кои што ги означуваат тоновите на нели од до до си, и секоја педала нели има по 3 нивоа. И жиците исто, ако више кога зборам за инструментот. Да, те молам, се сакам да знам. За распознавање има и бои. Црвената боја е тонот С или до и темно-сината е тонот Фа. Другите се бели. И според таа боја ти се ориентираш каде си во свирењето. Во тонската скала, нели? Харфата дожива голем развој во средниот век, споменав и во Ренесансата, но најзначајната промена е во 18-тиот век во Германија, кога се додаваат педалите за нели промена на тонот и како што спомена 47 жици, 7 педали и вели дека е со широк опсек на звук, дури и вели надминате само од пијаното, така што тука ви е сличноста, ама имате пицикато, имате глисандо, нели различниот начин на свирење. Да, различно. Прашањето ми е колку е тешко да се свири или лесно да се свири харфата и потоа ќе те прашам уште нешто поврзано со тоа. Како да ви кажам, секој инструмент и харфата и секој инструмент е тешко да се свири. Не. Ако не го вежбаш секој ден, со исклучок на лето кога идеш на одмор, влагаш во нели имаш како тренинг е тоа и си во кондиција, во форма си. Инаку хибернирате до... Јас сум приметила, можам до 7 дена, ако не свирам, 7 дена и следниот, значи 8-миот ден, ако почнам да свирам, уште ми е формата задржана. Но ако се опуштам, а се опуштам нели во лето, се зезаме на работа, викаме како првачиња сме. Затоа што веќе плускавците обмекнале, нели тоа што ти е тврдото месо обмекна и после ти се прават плускавци, па боли, па зглобови страдаат, ке харфистите, тетивите, исто така. И затоа е најдобро секој ден да се вежба и со таа рутина ти немаш проблем. Технички да ги изведуваш каденците во балетите, во операта. Зошто има толку малку харфисти? Јас тоа ќе прашав дали затоа што е тешко и дека треба секој ден да се вежба или затоа што сепак има помалку делници во делата и помалку, ама во сите дела има харфа. Скоро во се има. Да, речиси во се има. Јас сметам ради големината, ради транспортот, не ја купуваат луѓе и можеби ради цената. Еден од поскапите инструменти. Најскап пијано, харфа. Так. Да. Вели дека нели имаме повеќе различни харфи, вие користите класична на концептна харфа, која што е најголема и најкомплексна и она што јас сакав да споменам е дека ако, како што кажа ти, слушаш звук во училиштето и велиш што е ова што свири. Харфата може да се препознае секогаш, секој еден со добар слух или па и не премногу добар ќе распознае затоа што е посебно. Јас викам секогаш харфата ја разубавува музиката. Скроз. Значи такво милување и дава. Така да јас и дур свирам, некако се обојува музиката со харфа. Во русалка почнува со харфа? Да, аријата. Така? Да. Аријата, да. Има мала каденца. Месечку, рекни ми, да. Така. Кажи ми ти повеќе за харфата. Како би ја представила и би ја опишала како дел од тебе?
Па јас секогаш кажувам, мојот инструмент е волшебен и нема поубав. И на изглед и на звук. Едноставно те ма гепсува. Значи јас што го свирам секој ден, никогаш не ми издосадува. Да, не е она леле треба да вежбам, туку не. ќе одам да уживам да свирам харф. Секој дневието, сега има и стресови нормално. И кога ќе се затворам во соба и кога ќе почнам да свирам, верувајте, значи за 5 минути буквално све заборавам, не гледам групи кои ми пишувал што се случува околу мене. Значи тоа ми се најубавите саат и пол што ги правам секој ден. Значи буквално влагам во друг свет. И за тоа ми е убаво да, нели, освен техниката да одржуваш, убаво и така душевно да се прочистиш. Да си ја милувате. Јас, знаеш како, јас ги замислувам музичарите како дека сета своја душа ја ставаат во тој, дека тој има само еден лек мелем за нивната душа и дека кога свири, сега некои викаат не, мене тоа ми е работа. Јас тоа не го разбирам. Исто кај пејачите, не пеам дома, тоа ми е работа. Тоа е љубов, тоа мора да е љубов. Тешко нив. Да. Дури се вели дека е инструмент на кралевите и бардовите и во антиката била значи харфистите биле еден степеник подолу само од поетите. Само поетите ги надминува, потоа била харфата. Кај нас вели што користи постојано во оркестрациите, нели, во музиката за балет, за опера, така што значи ти секој ден одиш на работа, работиш од 2003, ако не се лажам. Да, јас почнав уште како студент. Како студент. Немаше харфист. Бев принудена, уште немав искуство во оркестар, буквално ме бркаа походниците. Па стрес ми беше. Па да, ама е убаво како толку млад човек наеднаш да застанеш. И тоа прва опера Палјачи, претешка представа. Ама ете, ќе те фрлат во оган и така се челичиш. Ама уживањето е кога ќе стасаш до еден степен на нели? Најубаво. Да. Свирење. После секоја успешна представа се исполнет. Среќен. Ја не можам да заспиам одма, сега да одам дома и завршив со работата. Значи, возбудата, посебно кога се свират сола, каденци, па затоа што дур свириш, не можеш да не внесеш емоција. Значи, динамиката е емоција. Инаку ќе се забележи. Да, јас буквално влагам скроз во тоа што го правам и стварно ми е уживање. Кажи ми, Весна, каков ти е денот на работа, еден работен ден и како ти е една подготовка за представа? На работа почнуваме во 11 и се пробите, но јас секогаш без исклучок сум саат и нешто пред. Затоа што за да наштимам харфата ми треба 20 минути од прилика. Тоа ќе прашав, како се штима? Жица по жица? Да, со штимер и клуч за штимање. Потоа проверувам дали е све во ред, значи се расвирувам, арпеджа свирам, скали, значи морам да ги разбудам прстите од сабајле. И потоа нели малце да се истегнам, да станам од столче, да не биде дека 2 сата сум седела. Дека си завршила со денот. Да, доаѓаат колегите, виолините и другите и со нив малку муабет и почнува денот, нели? А представа кога подготуваш, свириш и ти во суштина секој ден ја носиш харфата? Не. Имате на работа? Имаме, да. Добро. Таман работа. Баш ми ја носи секој, мислам, кога знам свирам. дека носат виолини. И он се зеза, вика, имам главна носечка улога. Дека без него јас не можам да ја дигнам. Тоа е преголемо чудо, така. Околу 35 килограми е мојот инструмент, да. Да, и секој ден. А не. Јас Марија од филхармонија и Маја, они со виолончелата исто им викам, леле, значи не е тоа едноставна работа. Во 2009 настапуваш со Сирингс, камерниот состав во Света Софија на Охридско лето и потоа во Македонскиот културен центар во Њујорк, заедно со сопранот Милена Арсовска. Какви ти беа овие две искуства? Охридско лето сепак е нели веќе кај нас една престижна манифестација културна. И што ти се врежа ете во спомените од тие два настапа?
Охридско лето свирам уште од факултет, кога бев прва година. Значи, Охридско лето ми е некако многу често свириме. Ама како оркестар, ова беше како ти со неа, да, нели? јас со 4 флејти настапивме таму. Преубаво. Значи, преубава ноќ. Аранжманите беа на Дамир и Мери и беа прекрасни, волшебни, не знам како да се изразам. Мајсторе за тие работи. И на истата година, истото лето, отидовме во Њујорк, во Македонскиот културен центар. Таму преполно беше од македонци. И по некој странец, не знам како слушнале, затоа што газдата што го држи центарот, праќа мејл на сите македонци и они доаѓаат. И ние се изненадивме, затоа што беше буквално до последно место полно. Имавме коктел, македонците беа пресрекни, ние пресрекни сите. Значи, преубаво си поминавме, исто таму свиревме дела од македонски автори. Многу беше тешко да најдам за харфа, скоро и да нема. Па од клавир јас ги зимав, ги преработував, правев аранжмани и така. Па убаво е птен, јас тоа би сакал се да чујам. Повторно со Милена Арсовска во 2020-та ги отворете Струшките вечери на поезијата. Тоа е веќе една исто манифестација која што е светски позната, каде што покрај нашите гости и поети имаме од цел свет. Каква е таа одговорност да се настапи на тако важен настан на отворањето на една таква манифестација? Искрено, мене ми се јавија 7 дена пред настапот. Јас буквално коферите се вративме од одмор, вечерта у 9 ми зазвоне телефонот. Си направи плускавци и замина за Тоа беше неверојатно. Јас не знам како прифатив. Преубаво што значи, си. храбра сум. Да. После одмор, навечер ми се јавија директорот тогаш на Струшки вечери. Вика, дали можеш за 7 дена нешто да склопиш од 10 минути, затоа што они имаат нели читање, па интермецо, музичко интермецо, па потоа продолжуваат. Вика, толку ќе нас треба, 10 минути. Викам, ќе се снајдам. И се снајдов и се јавив на Милена. Милена беше дојдена, она не живее во Македонија многу одамна, она пее во Виена. Ама се знаеме од деца, од Златнославече, па средно, нели, факултет. И со нејзе склопивме преубава програма и идеше во живо. Значи, тој настан, отварање на Струшки вечери на поезијата, идеше директно на македонска телевизија. И тоа беше дополнителен притисок, да, и притисок, да. Ама буквално, да, супер беше. Имаш трема? Претпоставам кога свириш во оркестарот, не, затоа што сепак си во целиот оркестар. Иако секој тон ке се чуе, нели? Да. Ама еве соло вака. Не знам како да кажам, више сум испраксирана, позитивна трема. Позитивна така сега го таа. Иначе имам секогаш трема. Па и на балети кога свирам имам трема. Ама никако тоа е мое катче. Не знам како да. Ти си во оној дел? Не, ваму си. Лево си скроз, ако гледаме од сцена. Ако е вака школката, десно. Од десната си? Да, порано бев на лево. Порано беше ваму, така? Да. Се менува, да. Јас памтам харфата дека беше од публика ваму. Да. Таму беа ударните на крајот. Да, секогаш се. Па, да, таму се секогаш се. Значи имам работи што сакам да те прашам и сакам да не прескокнам нешто. Еве сум запишал дека израелецот Амир Ор бил лауреат таа година кога сте го отвореле Струшките вечери. Имаш свирено и на филмска музика сега, кога кај нас свирите и вие и од филхармонија и од операта. Со познати композитори како Дуке Бојаджиев, Драган Даутовски, имам Оливие Самојан, Рајан Шор. Ке ми кажеш нешто околу ова? Рајан Шор, ја снимаше музиката на Сенки, на Милча Манчевски. На Сенки беше таа, да, он беше. Таму свирев, ке Дуке исто македонско-албанска продукција на Митко Панов, не ми текнува точниот наслов, сега не можам да се сетам. Со Оливие на Како бив светец, на Теона Митевска. Имав све тоа беа соло парчиња
Потоа на Гоце Цветановски, Јован Джемарика, хорор краток филм, на Оливер Јосифовски исто соло. Да, имам. Да, да не и види сум ги одбрал тие што ти се битни, а во 2024 со сопругот, тоа дознав сега кога читав, кога го видов презимето и филмот. Во Крива Паланка прво гостувате на заедно со него, нели? На истото така. Читаме и сликаме музика и потоа и Hard Poetry. Така пронајдов во твоето CV, дека нели значи актерот Александар Микич со тебе во аудиокултура во Скопје. Кажи ми за тие настапи малку, како сето тоа помина и колку имаше во тоа. Знаеш како луѓето еве рече во Њујорк дека биле сите срекни и дека сите си отишле задоволни. Она што е битно за медиумите, за уметниците, за кој било што настапува, да пренесеме нели нешто на тие што гледаат. Како ти се виде сето тоа тебе во Крива Паланка за време на културно лето? Значи, ние сме маж и жена, ама никогаш не ни текнала таква идеја да се споиме. Значи, благодарение на Аца Златановски, кој што беше организатор на тоа беше Крива Паланка прогласен на град на културата за цела година. Така, не културно лето, туку град на културата, точно. И цела година организира. И он се јавил кај моја колешка и кажал, сакам харфа, никогаш немало во Крива Паланка. Ама не сакам само харфа, сакам и поезија и една девојка да слика. И она рекла, па ти имам готов производ, му рекла. Маж од жената и... Да, па јас вика, еве, одма давам број. И он ни се јави и ме јас се збунив, па да, можеме, ама чекај сега. Значи, јас одма концептот како, вика, вие сами, значи, вие само дојдете и ние го смисливме, нели, концептот. И бевме тоа како амфитеатар беше направено, дојдоа луѓе, значи немаше премногу, затоа што таму повеќе идат на други, на пошироки маси, така мислам како да се изразам. На српска музика. Да, премногу уметнички за нив, ама тие што дојдоа уживале сигурно премногу. Беа толку онака баш не слуша, значи не. Па да, некогаш е битно публиката да биде едуцирана во наводници, да. Александар вика квалитетна публика. Да, квалитетна публика, точно. Не само да има бројка. И само што ги објавив јас сликите на Facebook, одма ми се јави од аудиокултура, вика дали може со истото да дојдете кај нас. И прифативме и таму дојде наши пријатели од Скопје, значи и таму преубаво, ама за жал беше ограничена посетата, значи на луѓето имаше 50 на места и баш ми кажуваа од таму, вика, постојано ни звонат, се јавуваат, ама каде да ги ставиме, каде да ги седиме? Да, ништо ќе направите 3 пати. И па они нешто престанаа со настани. Да, штетат затоа што така, да. Треба да се нели промовираат вакви убави и несекојдневни настапи и култура. Весна, ќе се префрлиме малку на еден твој друг ангажман. Во 2007 година беше премиерата на Сенки на Милчо Манчевски. Работниот наслов беше Коски, така и стои оригинален наслов дека е. Сенки го раскажува животот на доктор Лазар Перков, твојот колега Борче Начев, секогаш Начев, кој навидом има се во филмот, но секогаш сепак е несреќен и во еден момент на сообраќајна незгода речи си го загубува животот и откако се спасува, се појаваш ти. И многу интересен филм. Му го правам животот пекол. Му го правиш животот пекол. Знаеш како првиот пат кога го гледав филмот, реков, чудно се. Му дадов втора шанса, вториот пат ме одушеви и сега го гледав трет пат на почетокот на летово. Кажи ми ти за се што имаш да ми кажеш, бидејќи е навистина нешто посебно. И како дојде до таму, да бидеш ти менка? Ја не знам, се зезам. Значи, случајно дознав за кастинг, кој што беше отворен. Но тоа што јас не сум актер, него сум натуршчик актер. Така.
Затоа реков како дојде ти до таму, значи случајно при една седенка со пријатели ми кажуваат за 2 дена има кастинг, дали сакаш да дојдеш? И ја викам добро, ќе дојдам, затоа што ја се знам претходно со Милче. Значи ние неколку години претходно снимавме реклама Made in Macedonia. Made in Macedonia со пеперутката, така. Таа ја снимавме и он веќе се знаевме, низ град се гледавме, се поздравувавме, значи не ми беше страно нешто да се сретнам со него. Но не очекував дека за главна улога се работи. Значи јас очекував дека идам за нешто на каса да работам, да кажам 2 збора, некој статист или некоја епизодна улога, еве искрено да бидам. Затоа што мислев дека тоа е за професионални актери. И ја викнав уште една моја пријателка да не идам сама, затоа што и она многу сакаше да се бави со тоа. Отидовме, не сликна, ми се јавија после неколку дена и така влегов во тој круг. Прва аудиција, втора, трета, четврта, 4 аудиции имаше. Имаше некои 120, 130 девојки за менка. Маестрално ја одигра, морам да кажам, морам да те пофалам, јас сум фасциниран. Имаше толку многу девојки, ама Милчо веројатно сакал тој лик да му биде. Милчо после првата аудиција стана и ме гушна. И ми рече, ќе се видиме пак. И јас знаев дека идам во втор круг, но помина месец-два, месец и пол така. И викам, изгледа толку. Мислам, тоа е тоа. Ми се јавија и многу трема имав на втората аудиција, затоа што се очекуваше од мене сега бум да направам. И јас тука се стегнав и он дојде и вика, што е проблемот? Значи, јас знам дека ти можеш, дека ти можеш уште повеќе од првата аудиција. И тука ме опушти, ми даде елан, храброст и стварно распалив на аудиција и веќе мислам дека тука се знаеше после втората дека добив улогата, ама он никогаш не ми кажа одма. Помина третата и ми се јави од аеродром, вика јас сега летам за Њујорк, сакам да ти кажам дека доби улогата, но те молам, не збори. Никој не знае се уште. Никој не знае, ти само знаеш. Значи, вика јас имам работа, кога ќе се вратам, ќе се видиме, да знаеш, само да си спремна. Купував, да. Да, и така тргна целата приказна. Снимањето сигурно преинтересно. Да. Затоа што видов, мислам има прекрасни луѓе што работеа на филмот, а и секогаш на филм е интересно да се на сет. Во режија на Тамара Котевска повторно се појавуваш во една улога, но овој пат да речеме по документарен е филмот и е не е документарен, така го направи. Да. Да. Ама точно не е фикција е сепак, ама е нели направено како така сака она да работи. Да. Тоа е нејзиниот начин на работа. Да, како и со Медена земја, нели. Да. Кажи ми како дојдовте до тоа? И како помина тоа снимање, бидејќи беше во среде пандемија, нели, снимањето, односно во тој период. Да. Соло мод. Беше баш на корона кога со затворања од 4 попладне да не мрднеме од дома. Страшно. Со Тамара уште пред да се појави Медена земја, јас не знаејќи дека за нејзин краток студентски филм снимам соло, само ми се јави пријател од Дејан, како не ми текна презимето се, Спасич, и оној беше композитор на краткиот филм, вика Весна да ми отсвириш за средишниот дел, ми треба нешто посентиментално. Отсвиревме малку импровизирано, без ноти, ама го направивме супер. Ми се јави Тамара и вика јас сум Тамара, режисерката, ти се заблагодарувам, може ли на кафе да се видиме? Викам важи, ќе се договориме и толку. И се појава после Медена си. Ја не знаејќи дека за истата особа се работи. И Тамара на Златна бубамара, седнавме со Александар, дојде она со Атидже, пред нас седна и она вика здраво. И јас уште не знам дека се Тамара. И ја викам, сега дојдат звездите, они беа и она уште е звезда, Тамара. И на крајот манифестацијата вика дај да се видиме на кафе. Уствари така заправивме муабет и се видовме, почнавме многу интензивно да се дружиме. Она буквално секој ден беше кај нас, затоа што многу блиску живееме. И така и дојде до идеја. Значи, многу спонтано.
И onda кажа, јас имам прво и понудија, па после се откажа таа понуда, но onda вика без разлика ќе го правиме без пари. После ќе најдеме нели продукција. Вика, имам идеја, имам сценарио, но нема диалози. Значи, на лице место се измислува што ќе се збори. И тоа беше за мене многу тешко. Пошто јас сум навикната. Во кој куфер да ги ставам? Не можам да импровизирам. Да, ако немаш, нели? Не сум толку искусна. Па не мора да значи тоа дека има врска со искуство. Едноставно некој може да не. Ако знам текст како што го знае во Сенки, многу бев сигурна во себе. Така. И си играв со текстот. Значи тука веќе работев на емоција. Да, можеш да адаптираш, да. Да, а кога не знам, ај се кажи ова, ај се смени, ај направи вака и тука може да се изгубив. Ама добро, излезе супер. Јас го изгледав и мене ми беше интересно. Да. Ксавиер де Местр, еве го ми се појави славниот французин харфист. Многу е познат, ке ти, да. Ако не си го чула, ке ти го знаеш. Да. Зошто го споменав и зошто сакав да го споменам за дали имаш како омилени харфисти, дали имаш харфисти на кои им се одушевуваш или те инспирираат како шпанецот Никанор Савалета или Лили Ласкан или Андреас Волен Вајда, веројатно е некој германец што е. Има еден Емануел Цајсон, французин, тој ми е број 1. Беше тука 2 пати настапи како солист со Македонска филхармонија. Елизабет Бинош, исто од Франција, она беше во Софија, имаше мастер клас, бевме ние 2 харфистки бевме од Македонија на низин семинар и таа жена ме воодушеви и ја пратам на YouTube. Исто има Пија Салвија, исто е прекрасна харфистка. Каш ке ми покажеш затоа што ќе ги пронајдам да ги слушам. Кажи ми, уште ме интересира од делата кои што се имаме дела од Форе, од Гранадош, од Моцарт, Вивалди, кој друг најдов Алберто Хинастера е на пример аргентинецот познат по концерти за харфа и прашањето ми е сите ми одговараат дека немаат омилено дело, да, ама имаме чувство каде што сме повнесени или се чувствуваме поубаво свирејки или интерпретирајќи нешто, на пример валцерот во Лебедово езеро што се појавува или попладнето на еден фаун. Значи има оние карактеристични делови. Тебе што ти е или кој од авторите ти е така посебен за харфа? Па има многу, еве ќе го издвојам Дебюси. Дебюси точно сакав да го спомнам. Арабеска, Месечева светлина, но тоа се за пијано, но и за харфа. А така онлайн соната може да биде и за харфа, точно. Има Цабель, има Турниер, Лолита. Болерото, го имате од Равел. Хачатурјан, исто пишувал премногу убави дела. Сакам да ти подарам една книга. Хвала. Како благодарност што гостуваше. Хвала. И не знам уште колку време имаме да ти поставам уште неколку прашања. Те прашав дали имаш трема, дали имаш некаква мајлија? Не. Не? Затоа што нели многу уметници имаат или некаква мантра пред да влезеш во таа дупката во опера и балет, во каде што ви оркестарот? Затоа што нели сум сама на харфата, не делам пулт со колешка, нели? Тоа е мој свет, ја викам моја канцеларија. Си главна таму. Да, и тука тоа е мојот круг, значи уживам, никој не ми смета. Можам да се така? Баш така, да. Каков е животот со актер дома? Се ви е весело? Театаро? Да. Театарско? Да. Да? Да. Многу има суптилен хумор. Кога најмалку очекуваме дома, така ќе ни изнасме сите. Убаво. Имате 2-3 деца? 2. Близнаци. Да. Кажи ми каква си ти приватно? Најобично.
Нормална. Јас, еве ќе кажам и јавно, кога те побарав, имав чувство како да те познавам. Дури те очекував иста како во филмот, црна, со истата коса, дека ќе се појави. Значи, тоа е една невидена, не знам, невидено чувство и енергија на дека некого познаваме или дека можеме да сме блиски. Кажи ми уште, што ти е највредно нешто што го имаш? Децата. Децата, нормално. Мислев да децата... Харфата. Харфата ми е најскапата. И кажи ми уште што би ни кажала за крај и дали имаш нешто што би им порачала на оние девојки и момци што би сакале, бидејќи навистина имаме многу малку харфисти, не само кај нас и во светот, дајте да најдеме харфисти. Па треба да, затоа што за жал, сега ќе кажам, нема кадар, не постои више кај нас за харфа, но ние сме 5 харфистки, која што ете една не е вработена. И тука се губи елан, за да се запишат идните. Секогаш гледаат каде им е поисплатливо, така? Да. И тоа е проблемот. Не смеат така да гледаат на работите. Да. Значи треба да се препуштат и да учат да свират. Тоа е генерално сега кај младите, сите гледаат каква е платата, а не дали а ние гледаме дали јас ќе бидам среќен и ќе ја внесам сета љубов во тоа што го работам, а не колку ќе ми биде плата. Затоа што ако си добар, ќе бидеш добар и ќе успееш. Ако не во Македонија, некаде. Да. Ти благодарам многу за учеството. Ти благодарам и тебе за поканата. Беше со нас вечерва Весна Станоевска-Микич, харфистка и актерка. Да се биде успешен на повеќе сфери е една благодат со која се раѓаме или можеби некогаш и ја стекнуваме низ животот, но најважно од се е да бидеме среќни во тоа што го правиме и да ни носи радост. Ви посакувам убави денови до следната трафика.